Другарки и другари, народни представители, во овој момент, во овој историско место Свети Отец Прохор Пчински и на овој историски ден, Илинден, кога објавувам да е отворено првото антифашистичко собрание на народното ослободување на Македонија, душата ми е преполнена со радост и пред премрежените очи гледам како се раздвижиле сите реки од Пчиња и Вардар до Места и Бистрица, заплискует е целата македонска земја, сакајќи да измијат од македонскиот народ десетвековниот робски срам од пропасти на Самоиловата држава, за да се роди денеска нова, светла и слободна македонска држава. Панко Брашнаров го отворил заседанието на АСНОМ на 2 август 1944 година со овие зборови. Така глаголеше Панко, кому коските не му се знаат каде се. Убиен е на Голи оток, зашто останал достоен на идеалот за обединување на Македонија и на информбирото. Верувал во Русија и во Сталин, знаел дека Македонија и македонскиот идеал беа киднапирани во Југославија. А АСНОМ, погледнете, историска фотографија, знамето на ФНР Македонија, на СССР, на Америка, на Англија и на ФНР Југославија. Каква поддршка за македонската држава? Сега и тие знамиња раздвоени на разни страни. Руското па и опасно да се спомне, а не да се развее, да се распавта. Драги другар Панко, сега македонците се спремаат да те цензурираат. Не бери гајле. Иако коските веројатно ќе ти се превртуваат во масовната гробница на загребските гробишта Миро Гојно, каде што некои сметаат дека ти се наоѓаат. Туку така е тоа со револуциите. Си ги јадат децата, а и повозрастните. Зависи во кое време, на која страна се наоѓаш. Сега некои од истакнатите учесници во шарената револуција се носат на распит заради учество во толпа, во протести, насилни протести, шарање или напад на објекти. Оштетени биле. Тоа што било штетен буџетот не е многу опасно. Како и да е, едни револуционери седнаа во фотели и нив мува не ги лази, а другите може и да го кркаат. Доволно е што се стресени. Отипораката е испратена. Но и хипи движењето во Америка во 60-тите беше револуционерно, па после некои стана најголеми конформисти, пуштаа стомаци и им се понудија на FBI, на CIA, NSA, а не отија сменија Америка и естаблишментот. Затоа наредната, ете нека биде шарена револуција 2, на поправен, треба да се прави автентично, како што народот со векови ја прави, например, шарената сол. Мора да доминира чубрицата. Зашто, ако ставите троја појќе ноктец, добивате триена сол. А никој не сака да му тријат сол над глава. Но да се навратиме на постреферендумска Македонија. Сега, откако власта и целиот Запад избројаа до 600.000, а им фалеа уште 300.000, пак го стискаат ВМРО-то, а вамо ВМРО-то стискал некои своји. Па заради тоа, групата на Европските народни партии, наречена ЕПП, како економско-пропагандна програма, ќе ги изолирала. Ете, од каде доаѓал притисокот. Но, си викам, што ако некој од ВМРО му сврти на Стив Бенон, кој се нафати малку да ја освежи десницата во Европа? Ако ВМРО-то уште држи до десницата. Значи, Стив Бенон, пробајте кај него. А зошто ли ми се уфрли
почесниот председател на ВМРО-то. Изгледа нешто смрди на Љупчо Ѓорѓевизам во ВМРО-то. Дилема. Кој пат да го фати? Па нормално. Правиот, ели?